Власта го осудува кршењето на двојазичните табли, но не кажува дали некој ќе сноси одговорност. По серијата инциденти во повеќе градови низ државава каде се искршија таблите во знак на револт бидејќи таму не живее албанско население, вице-премиерот Бујар Османи на различна линија од екс-премиерот. Проблем не гледа, но за дел од инцидентите смета дека се неоправдани, дека граѓаните не ги познавале законите. Законот е јасен. Во подрачните единици на министерствата или институциите кои што покриваат најмалку една општина, во кој што има граѓани кои зборуваат албански јазик, односно повеќе од 20% албанци, тогаш двојазична и таа институција. Што значи дека Прилеп и подрачните единици во Прилеп, кои што го покриваат општината Долнени, исто така се двојазични тие институции затоа што според законот покриваат најмалку една институција. Велес покрива Чашка, Велес фондот за здравство го покрива дури и Липково. Ваквиот став на Бујар Османи е спротивен од оној на Зоран Заев, кој на ТВ дуелот со Христијан Мицкоски се правдаше дека поставените табли во општините каде нема албанци било направена грешка, но ова според Османи значело само погрешна интерпретација. Мислам дека беше погрешно и на дебатата интерпретирано, тоа пак предизвикаше инциденти вчера со кршење на табли, затоа повикувам на смиреност. Алфа уште вчера побара одговор од владата дали ќе има одговорност, но оттаму се уште владее молк. Османи само порача дека треба да им се дозволи на надлежните во инспекторатот и Агенцијата за имплементација на законот за езиците целосно да ги испитаат овие случаи.